Почитувани гледачи, знаете дека во неделниот микс секогаш промовираме млади автори и исто така зборуваме за литературата, книжевноста. Така е и денеска во мојата денешна емисија ми гостува една фантастична поетеса која што доследно го наследува незиниот дедо. Именно во рацете ја држам првата стихозбирка Во цутот на мекоста, која што додека ја читав, навистина ми разбуди токму такви нежни, меки, кротки чувства, секако за незината поезија, за сите теми кои што се внатре вткаени, но исто така за незиниот раскошен и слоевит лиричен израз. Во продолжение ќе поразговарам токму со Гала Матевска. Гала, ти благодарам што дојде, благодарам што си дел од неделниот микс. Благодарам на поканата. И пред се честитки за твојата прва стихозбирка Во цутот на мекоста. Фала. Ете, јас кажав кои се моите впечатоци од првото читање на стихозбирката, но секако ќе морам да ја прочитам, ми се чини неколку пати, бидејќи нели со секој читање на поинаков начин ги доживуваме и самите песни, па како ти пред себе ја представила твојата прва книга пред читателската публика? Мислам дека нели поезијата особено е многу субјективна вид на литература и на уметност општо. Така што навистина секој мора да ја прочита за сам да види какво чувство ќе му побуди и нели сите песни кога се читаат по втор пат, по трет пат може и нешто различно да се почувствувам. Ми се чини дека и мене лично така ми е кога и своите песни ги читам по повеќе пати. Но дефинитивно се фокусирам на длабоки чувства, на природата многу се истакнува во песните, било каков вид на вода, планини и особено кога ги препрочитував цело време, гледав колку некои такви слики се издвојуваат. Така што да, мислам дека природа и длабоки чувства, дека буди барем кај мене во секој случај. Апсолутно е така, верувам дека веќе кај читателската публика. И твоите песни, конкретно ете за Во цутот на мекоста, се буквално како секој може да се пронајде во нив, некако баш длабоки чувства. Но како што спомна, ете и се фокусираш и на внатрешниот и на надворешниот свет, што е исклучително важно. Сега Во цутот на мекоста исто така има и една песна Отпад за чувства, кој што ако се согласуваш можеме ние да прочитаме, па да продискутираме повели. Може. Ќе видат и гледачите зошто токму и таа песна ја одбравме за почеток, нели? Отпад за чувства. Стемнати улици на патот кон дома, изодени од сите други претходно. Свртана кон центарот на светот, од горе те гледам и повторно поглед кој не знам зошто го следам. Одминувам патеки пополнети со смеа, изветреани минути. Врват чувствата по ридот без да сопрат. Во средно и на факултет трчале маратон по улиците на Скопје. И секој мал дел го знаат, го сакаат, го галат. Го пакуваат во мало кутивче за накид, го полираат со најдобрите зборови, му зборуваат за планини и за мориња, за шуми и за потоци, за ливади и за реки. Гребат по злото од светот и во неговата прав го валкаат, го кријат од други, го закопуваат под врбата до прозорецот и му се радуваат на секој нов лист, го милуваат, му ветуваат, му пеат. Пеам за пресрекни години и за ситени брегови покрај плажа. Се будам повеќе пати во денот, додека тлее тежината, ми кажуваш дека сонувам. Однесени сме од нежна бура, од зачанен облак на палуба, при тргнувањето на бродот, од топол дожд по улици, како се лизга од бранови, од туги прегратки. Однесени сме од неколку кратки моменти на слабост и занес низ други струи на други универзуми. Рециклирани чувства за тебе. Знам дека е нефер, но ги довлечкав овде со сиот грев. Се борев со зоењето на стравот. Чекорев покрај блескавиот студ, крвавејќи, распарувајќи се на рабовите. И сега ќе ги прострам во дворот да се сушат на кревкото ветра, да се прашуваат дали ќе ги избледне дождот, дали ќе дојде друг ден,
дали ќе го преживеат летото или зимата или вината. Фантастично, одлично и токму како што спомнавме, ете за почеток оваа песна ја одбравме заеднички нели за да ја прочитаме, токму поради она мекост и како што спомнуваме и нежност во изразувањето. И така некоја една леснотија на твоето изразување и тоа верувам дека и останатите читатели, оние веќе што ја прочитале стихозбирката знаат, но и оние кои допрва ќе ја прочитаат, ќе видат всушност за каква леснотија на твоето пишување и изразување станува збор, така што ете како ти ја доживуваш конкретно и оваа песна. Па додека читав, повторно забележувам планини, мориња, реки, ливади, лист, дожд, сите тие слики, зборови константно како да се спомнуваат во тоа што го пишувам. Навистина многу се фокусирам на такви, мислам и во приватниот живот се фокусирам едноставно на такви чувства што ќе ти побуди таков поглед, сонце, вода, како жубори водата и слично. И тука е некако испреплетено со ете некои чувства што дали можеби биле посакувани или не, и на крајот мене ми се допаѓа тоа што авторот, во случајов јас, се прашувам дали ќе избледнат тие чувства, дали ќе опстојат после летото, зимата и така натаму, нели во текот на една година, да речеме. Да, се фокусираш и низ другите песни на емоциите, на чувствата. Некако еве и со други гости имам дискутирано, па еве ќе спомнам и со тебе многу често во денешно време како да се става чувствата настрана. Во смисла повеќе се оди со разум и така натаму, но не можеме да функционираме без чувства, без емпатија, без нежност. Дефинитивно се сложувам комплетно. Особено емпатија е нешто што мене многу ме води како чувство и општо пробување да се има разбирање за луѓето. Мислам дека тоа е многу важно, особено во денешниот свет. Дефинитивно чувствата мене многу ме водат. Повеќе ми биле како во преден план, за разлика од нормално и разумот ќе има удел, но чувствата е нешто за кое што дефинитивно се многу го негувам кај себе и тоа било така од секогаш. Така. Еве ја зборуваме и природата. Сакаш ли да поминуваш време во природа и кои предели те исполнуваат? Многу сакам да поминувам време во природа. Многу сакам трева, зеленило и од мала секогаш, бидејќи имаме двор голем и секогаш сум била по цели денови во дворот. Многу сакам планини, мене тоа многу ме фасцинира, било каков поглед кон планина или дури од планина кон нели предел што го гледаш. И имам планинарено доста, во последно време не толку колку што би сакала, но многу убаво, посебно чувство е кога ќе се искачиш на планина на Солунска глава, сум била на љуботен и навистина посебни искуства се. Гала, се случува ли додека си на планина да напишеш нешто? Да имаш порив? Да, имам на Шар планина нешто напишано и се чини дека не е во оваа збирка таа песна, но ми е една многу драга песна. Какво е чувството кога знаеш дека твојата поезија сега веќе не е само твоја, туку дека и читателите имаат можност да прочитаат и дел од твојата душа да прочитаат и тие? Па ми се чини чувството е измешано, збунувачко, не сум сигурна, бидејќи долго време пишувам, околу 13 на години. На почетокот воопшто не ни знаев зошто пишувам и немав никаква конкретна цел со тоа, освен да ги искажам своите чувства за себе и пред себе и на некој начин да ги расплеткам тоа што ми се случува внатре во себе. Воопшто со години откако пишував, воопшто не планирав дека некогаш некој би го видел тоа. И едноставно сосема ненадејно за мене дојде тоа дека во ред можеби некогаш ќе посакам да издадам нешто, до тоа да конечно се одлучам и потоа да аплицирам на конкурсот од Министерство за култура. Така што сега некако
како да не сум ни сигурна што точно тоа значи, бидејќи толку време мојата поезија била само моја, никој не ја видел и сега не како да не знам што значи тоа дека некој навистина може би ја прочитал, што не е од моите најблиски луѓе. Така, а еве веќе реакциите стигнуваат, нели? Впечатоците стигнуваат, одамна е објавена самата стихозбирка, така што сигурно веќе до тебе впечатоците од публиката стигнуваат. Да, во секој случај поезија не се чита до толку во Македонија, особено од помлади автори, но затоа ми се допаѓа што има фестивали на кои што бев и јас са поканата да читам, на Скопскиот поетски фестивал и на клинци, некои такви настани кои што се фокусираат особено на млади поети и поетеси, кои што мислам дека е многу добар начин да се приближи до публиката и до други луѓе кои што можеби пишуваат но не би помислили, не би се осмелиле никогаш да објават, како што и јас бев една од тие. Мислам дека такви настани го доближуваат тоа до публиката и до луѓето, па можеби некој ќе се заинтересира, ќе прочита, иако не или па можеби некој ако не чита толку многу поезија, ќе присуствува на некој од тие настани и ќе свати колку всушност е возвишено чувството да се чита поезија, секако сигурно и да се пишува. Да, еве токму ги спомна настаните организирани исто така од Јулијана Величковска, која што ја поздравуваме. Скопскиот поетски фестивал веќе зазема значајно место или на нашата книжевна сцена. Ова беше твој прво учество, ако не се лажам, на Скопскиот поетски фестивал и како ти го доживеа? Малку трема, но во секој случај мислам дека беше добар начин да се скрши мразот, што се вика. И многу ми беше драго што бев дел. Имаше публика која што веројатно секој нели ќе слушне и различно ќе се ја доживее песната која што ја прочитал некој. И ми се чини дека тоа е на некој начин и поентата на поезијата и на уметноста, секој ќе се ја доживее на различен начин. Различно ќе им значи. Така, се почесто и се одржуваат такви книжевни поетски читања, ети клинци настанот се случи неодамна. Сметаш ли дека можеби на тој начин се доближува повеќе до младите, до нова читателска публика? Да, дефинитивно до нова читателска публика и до луѓе кои што можеби ќе пробаат нешто, ќе напишат, ќе творат пак за себе. Така, ќе пронедат нешто ново во себе. Да. А Гала, колку време ја создаваше во Цутот на мекоста? Како изгледаше процесот на пишување? Процесот на пишување за мене генерално секогаш е сличен. Уште од кога сум почнала да пишувам, најчесто сум се водела по инспирација, нешто што ќе видам или ќе почувствувам, што ќе разбуди некое чувство кај мене и едноставно сакам да го запишам. И од таму како да се раѓаат некои стихови, нека песна добива некоја форма тоа. И се уште сум на сличен начин на создавање, со тоа што во последно време почнав да пишувам и како по-конкретно, например, не само од инспирација да се водам, последниве неколку години почнав и да пишувам без инспирација, туку, например, на нека тема или нешто да размислувам и да се поттикнам, како за да се, како вежба некоја. И како мислев, одлично оди, иако на почетокот не мислев дека тоа ќе биде толку квалитетно, можеби, како со инспирација кога ќе пишувам, но има, не знам, има нешто што исто така се раѓа, што мене ми се допаѓа и на некој начин е поразлично да си ја поттикнеш инспирацијата од како ќе почнеш да пишуваш. И ми се допаѓа и тој начин на пишување. Пак и видно што ќе израсне од сето тоа, нели? Да. Може и некој. Голем дел се и веќе во збирката од тие песни, а во однос на колку време ја пишував, ми се чини дека не планирав да објавам збирка кога се повеќето од тие напишани. На некој начин се во текот на многу години пишувани, на последниве неколку години, и неколку песни се вметнати од поодамна, а дури има и песни кои што беа во последен момент вметнати пред да се прати на конкурсот, така што и помалку од една година. Значи баш комбинација. Да.
од се помалку. Насловот него, мислам, некако малку и го прокоментиравме, еве јас лично како читател, меѓутоа еве ти од твој авторски аспект, во цутот на мекоста и некако асоцира во цутот на младоста, нели? Меѓутоа како ти би го опишала насловот во цутот на мекоста? Насловот мене многу ми се допаѓа што го избравме на крај, што во секој случај беше во разговор со Јулијана, која што ми помогна, бидејќи мене ми е секогаш многу тешко, доколку во текот на пишувањето на песната не ми дојде насловот сам, потоа ми е многу тешко да ставам наслов на таа песна и така беше и со збирката и ја прашав за мислење, дискутиравме на таа тема и некако одвоивме неколку потенцијални наслови. Ова е еден дел од стих од една песна што кога го искоментиравме тој, мислам дека ми беше баш очигледно дека мора да е тоа насловот и потоа сите луѓе кои што ме знаат многу долго време баш кажаа дека навистина многу е соодветен за мене, да, и за поезијата и за мене како човек, така што... Па преубаво, навистина, а исто така и професор доктор Владимир Матиновски, деканот, односно на филолошкиот факултет и професор по општа и компаративна книжевност, многу бав поговор има напишано и толку детално и убаво ја има некако објаснато, пренесено лиричноста и самите негови чувства за твојата поезија, така што и тој дел беше навистина мислам убав да се прочита, секако и претпоставам голема честа. Дефинитивно, особено бидејќи навистина го почитувам како човек и како критичар и лирицист, навистина ми беше многу драго што го напиша поговорот и особено откако го прочитав поговорот е навистина преубав. Гала, по презимето, претпоставувам и нашите гледачи ќе сватат дека си внука на академикот Матеа Матевски, кој беше и врвен книжевен и театарски критичар, преведувач, есеист, новинар, уредник и тој по Блаже Коневски е вториот македонец кој во 2011 година го доби и светското поетско признание Златен венец на Струшките вечери на поезијата. Како што спомна Вети во најавата, навистина доследно го наследуваш својот дедо по неговиот поетски талент. Како од твоја перспектива го доживуваш својот дедо? Тоа е интересно прашање, бидејќи мислам дека можеби повеќето луѓе не очекуваат дека голем дел од животот јас не го гледав него како голем поет или едноставно го доживував како мој дедо кој што навистина сме имале многу блиска и длабока врска и тој исто така беше многу човек кој што е ориентиран кон чувства и ги разбира чувствата и мислам дека толку навистина сум била благословена што сум можела да растам со човек како него, бидејќи тој е голем поет за можеби македонската јавност, но навистина беше голем човек и е многу значајно присуство во мојот живот и имам и многу песни за него. Напишано има една во оваа збирка, ми се чини, инспирирана од него која што ми е многу драга. И можеме да ја прочитам? Може да ја прочитаме, да. Еве, повели, кажи ни ти за која песна станува збор. Се вика Присуство. Присуство. Тишина, ветрец. Мирис на полен, мирис на шумот од дрвјата. Лисја заруменети до зрелост, силни столбови на времето. Стојат гордо и кревко. Танцуваат на река од зборови и мелодија од измешани гласови. Сонцевите зраци што ми ги испрати, се уште ги чувам милно во градица. Те слушам како се смееш, додека бавно чекориш по крцкавиот паркет. Те гледам како чкрташ по хартиите, додека натежнува небото и татни. Пулсира отсуството, избледнува присуството. Преубаво, навистина многу емотивно. И Гала, например, кога
ти твореше, дали на твојот дедо, претпоставувам дека да, му покажуваше твоите мисли, твојата поезија и какви беа неговите реакции кога ете и тој гледал дека неговата внука го продолжува, го наследува својот дедо? Многу долго време не му имав кажано, ниту покажано од мојата поезија. Ми се чини дека мајка ми му имаше кажано, бидејќи едноставно знаеше дека толку ќе му биде драго. И повеќе пати ми имаше убедено да му покажам тоа што пишувам, но едноставно си викав ова не е доволно добро и така натаму, но еднашка ми рече еден ден ќе ти биде криво и морам да кажам дека тоа ме убеди да буквално седнам после половина час и да испринтам неколку песни и да се симнам да му покажам, бидејќи ние живеевме над него, навистина многу блиски сме биле, целиот живот сме растеле со него и многу ми е мило што тоа го направив, бидејќи барем дел од мојата поезија можеше да ја доживее. Преубаво, навистина. И навистина му беше многу драго. И ете како аманет, ете ти продолжуваш што се вели со по неговите стапки. А што те фасцинира кај пишувањето поезија? Ме интересира дали на пример би си размислувала да пишуваш и проза или сега конкретно се фокусираш само на поезијата? Моментално се фокусирам на поезијата, бидејќи едноставно тоа е формата која што ми доаѓа. Мислам и дека е многу убав начин да се на краток, нели, бидејќи романите се подолги дела, поезијата со неколку стикови, со многу кратки песни може да се долови некое многу длабоко чувство, што мислам дека е тоа многу убав начин на искажување на нешто и многу интересен начин. Во однос на прозата не се фокусирам толку на проза, иако сум пробала да пишувам некои кратки раскази, но мислам дека во секој случај треба доработка на тој дел, повеќе како за забава. Но... Па никогаш не се знае, нели? Да, точно. Најважно е сепак да го пишуваш она што ти исполнува, она што сакаш да твориш, како што токму ти сакаш, а твориш ли моментално? Би можела ли да ни најавиш нешто следно? Тоа ми прашуваат повеќе пати луѓето, особено откако ја веќе излезе во печат збирката. Но не творам со некоја конкретна цел, како например втора збирка. Туку едноставно така ми доаѓа од внатре и ако нешто понатаму нели се создаде, се комплетира во збирка, тоа би било убаво да видиме како ќе биде со првата, како ќе биде прифатена и така натаму. Но да, дефинитивно творам, бидејќи мислам дека тоа не е нешто што може да го сопрам, да. Ниту пак да го планирам сега ќе седнам и ќе напишам втора збирка. Туку едноставно доаѓа. Да. Ете, академик Матеј Матевски што многу време поминуваше и во Охрид, и по некоја случајност и во истата зграда бевме и соседи. Моите баба и дедо се знаеа со исто така со дедот и со твоите, мале светот, нели? И претпоставувам дека како и за него, можеби така и за тебе Охрид е инспирација. Поминуваш ли време во Охрид? Одиш ли често? Одам често и во мојата поезија доста се спомнува езерото. Ми се чини дека секогаш мислам на тоа едно езеро кога пишувам, кога спомнам тој збор искрено, така што да, голема инспирација. Охрид е многу инспиративен град и особено заради тоа што во истиот стан каде што дедо ми, бидејќи одеше околу 3 месеци во лето и таму беше цело лето, многу долги години. Така што дефинитивно кога ќе отидам таму, кога ќе видам една голема библиотека, има некои негови записи, навистина е инспиративно да се биде само во истиот простор. Така. Да се почувствува, нели, самата атмосфера и тогаш и инспирацијата дополнително надоаѓа, нели. А и Охрид е фасцинантен како град, секогаш треба, нели, да си го цениме, да си го сакаме и да го негуваме. А кажи ми, Гала, што читаш моментално, приватно? Што читаш ете можеби деновиве како еден предлог за нашите гледачи? Па деновиве, иако порано повеќе кон прозата бев некако ориентирана, романи,
Но во последно време, особено бидејќи присуствував на повеќе поетски читања, бев на неколку промоции и ми се чини дека сега повеќе сум ориентирана кон поезија и особено кон поезија која што млади автори ја создаваат и ја издаваат. Значи, таа моја генерација од прилика и ми се допаѓа, сакам да видам што имаат да кажат и како тоа сакаат да го кажат. Така што од прилика тоа читам баш деновиве. Знаеш, ми се чини дека многу повеќе се шири нашата книжевна сцена кога станува збор млади автори. Без разлика дали проза или поезија, имаме доста плодни автори кои што издаваат книги, објавуваат и ета ми се чини дека и самите фестивали поетски тоа го придонесуваат. Според тебе, мислиш ли дека младите се интересираат за поезијата како книжевен жанр? Зборамете за млади автори. Кој е твојот впечаток од твоите колеги? Мислам дека има голем интерес, особено во последно време, или можеби тоа е мојот впечаток заради тоа што сега почесто се организираат такви фестивали, порано немало толку многу и такви настани општо. Мислам дека навистина добар има интерес, значи, за пишување. Има интерес за пишување и за читање, но повеќе за околу нашата, да речам, група на автори кои што објавиле нешто или можеби немаат се уште објавено, но не сум сигурна колку е на пошироката публика тоа достапно, особено за млади автори. Но сепак има луѓе кои што баш тоа сакаат да го прочитаат и ќе отидат на сайт и ќе речат кои се младите автори, тоа сакам да го прочитам. Да. Сега на сајмот на книга имаше како дружење со читателите, беше претпоставувам на сајмот? Да, бев дента буквално беше излезена збирката од печат и навистина беше буквално тогаш прв пат си ја видов збирката во живо, така што и тоа беше многу убав момент. На сајмот да бев како на дружење, па нормално и блиски луѓе, викнав сте беа дојдени. Ми така. Баш убаво. И за крај, каде можат читателите да си ја купат во Цутот на мекоста, кажи? Ми се чини дека моментално само во Буква кафе книжарница е достапна. Да, но исто така и на ПНВ публикации може да се исконтактира за онлайн, издавачот, да, така што. Одлично, супер. Многу ти благодарам за овој пријатен разговор и се надевам дека и во иднина ќе имаме убави поводи за разговори. Ти благодарам многу на поканата уште еднаш. Почитувани гледачи, навистина е уникатно искуство, верувајте, да се прочита книгата во Цутот на мекоста, стихозбирката прва на Гала Матевска, нашата поетеса. Ви благодарам што бевте заедно со нас изминатите минути и се надевам дека и вие некако убаво културно се издигнавте, што се вели со овие теми кои што ги имавме во оваа емисија и со нашите гости. Бидете секако заедно со нас и следниот викенд, а до тогаш пријатно.